Почитувани ги следите регионалните вести. Тетово продолжува да биде еден од најзагадените градови во Македонија. Локалните власти и понатаму не најавуваат мерки против загадениот воздух. Контрола во сообраќајот и поголема хигиена во градот бараат тетовци. Постојано зголемување на концентрацијата на опасните PM10 честички покажуваат мерењата на квалитетот на воздухот во Тетово. Поради тоа што воздухот е загаден, жителите на градот дишат на жабри. Повеќето општини во Македонија изготвија локални еколошки акцијски планови, воведоа мерки за заштита од загадување. Тетово воведуваше, па ги укинуваше. Последно, тетовските советници на една од седниците пред речиси 3 месеци ја променија одлуката за дотур на стока до продавниците, па ако дотогаш оваа дејност можеше да се врши од 19 до 8 часот, сега истото може да се прави од 19 до 12 часот на редниот ден. Тетово не само што нема стратегиско и долгорочно решение за загадениот воздух, туку на градот му фалат и локални еколошки акцијски планови. Ги прашуваме тетовци кој е виновен за ваквата состојба во Тетово. Се знае кој е виновен, главниот. Кој е главен тука? За чистотата да биде чисто, да биде наместено. Треба градоначалникот и надлежните да си ја врша работата, затоа што се платени и што повише те. Ако е некој крив е градоначалникот и све тие другите таму. Зашто се гледа само у джеп да се става, за народот ништо. Не сака тоа блам само. Тоа е тоа. Што да предложиш, миш? Што има да предложим? Нема што да предложим. Треба да си ја врше работата, да работа затоа што се платени, затоа што се избрани. Затоа што сме ги избрали нив. А не само да се краде, ајду. И оваа држава не е држава, ова е мафијашка држава. У една држава, поготово ова, а има и други, кај што нема средна класа, има мафија и криминал. Токму оваа држава е таква. Треба да му даде наредба, нели име работници што и чисте улиците, тај и едно на друго место, не само улиците, да му даде наредба, нели? Како кажеме тој на општина што е главата градоначалникот од него многу зависи да му даде наредба и да оде да чистат ако саќе да земе една плата. Контрола во сообраќајот и поголема хигиена во градот би ја подобрило сликата на Тетово како еден од најзагадените градови во Македонија. Да се чисти градот, број 1. Возилата да се намаля малце на некој начин, ако се може. Тие работи се број 1. Во секој еден граѓанин треба да знае што треба да се чисти, не да фрле секако ѓубре. Да биде сите свесни на тоа. Во меѓувреме, градските власти не најавуваат никакви мерки против загадениот воздух. Загадувањето е тема и во следниот прилог. Проблемот со дивата депонија е еден од најголемите загадувачи на воздухот во Тетово и се уште не е решен. Наместо да се отстранат големите количини на смет, се прошируваат на депонијата лоцирана на влезот од Тетово. Наместо да се отстрани дивата депонија на влезот од градот се проширува. Големи количини на смет нашата камера регистрираше до железничката пруга. Дел од тетовци велат дека во вечерните часови дел од сметот кај дивата депонија се пали. Мириси и облаци од чад го заглушуваат и унака загадениот град. Депонијата има тие да одговараат треба. Некој треба да одговара за тоа. А не само да се цука у груди. Кој е виновен, се знае кој е виновен, главниот. Кој е главен тука? За чистотата да биде чисто, да биде наместено. Депонијата треба да се заврши емпут да се заврши, а не свегде да се фрля таа депонија. На локацијата на дивата депонија каде има стамбени објекти пекарско-преработувачки капацитет. Јавното комунално предпријатие го претовара комуналниот отпад без никакви стандарди. Од предпријатието ни од локалната самоуправа. Во изминатиот период неколку пати ветија дека сметот ќе се истовара на посебна локација надвор од градот, каде ќе се изгради современа претоварна станица за смет, но најавите се уште не се остварија. Од ЈКП Тетово денеска ни посочија дека работат на решавање на проблемот со сметот, но конкретно на терен ништо не се презема. Не се остварија ниту најавите за изградба на регионална депонија во Полошкиот регион, проект кој требаше заеднички да го реализира Министерството за животна средина и општина Тетово.
Шумското стопанство Шар Гостивар годинава ги зголемува количините во планот за годишна дрвна маса за сеча. Оттаму велат дека причината е големиот интерес за купување на огревно дрво. Вкупно ќе бидат обезбедени до 20.000 метри кубни дрва за огрев. Подружницата на македонски шуми во Гостивар годинава влегува со поамбициозни планови и зголемување на количините на дрвна маса за сеча. Изминатите години бележеле постојан пораст на побарувачката на дрва за огрев од граѓаните и фирмите, што ги поттикнало да го зголемат планот за производство. Проценките се дека редовните заедно со вонредните сечи ќе обезбедат до 20.000 метри кубни огревно дрво во 2017 година. Плановите за оваа година се вкупно 15.296 метри кубни се планирани за режиско производство. Тука отпаѓаат плюси, че имаме вонредни сечи. Од вонредни сечи, тоа се што според временските прилики од снеголоми и такви некои ситуации да се подигне дрвната маса. Негде 20.000 метри кубни се планирани за ова година. Тоа е повеќе од минатата година, така да плановите се приближно исти, меѓутоа ние ова година испланиравме повеќе да бидејќи има побарувачка за дрвна маса и сакаме на граѓаните да бидат спокојни да дрвна маса обезбедиме во доволни количини. Од раководството на шумско стопанство Шар Гостивар оценуваат дека ланската година за нив како подружница била успешна. Очекувањата се дека така ќе биде и оваа година. Сакам да истакнам дека јавното предпријатие во вкупниот баланс на приходи и расходи работеше успешно, односно позитивно. Сме завршиле фискалната 2016 година. Верувам дека и во наредната година исто така според плановите, би требало да биде успешна и нареднава сезона, со тоа што имаме предвидено, доста дрвна маса и така се очекуваме кога ќе се створат временските услови да почнеме со работа. Подружницата на македонски шуми Шар Гостивар е поделена на неколку шумско-стопански единици, од кои ја влече дрвната маса. Иако биле казнети затоа што ги прекршиле правилата во сообраќајот, некои возачи свесно и покрај забраната повторно управуваат возило низ тетовските улици и патишта. Лани во Тетово и Тетовско биле одземени 13 возачки дозволи, а истиот период биле откриени 43 возачи кои управувале возило и покрај важичката забрана. И покрај одземената возачка дозвола поради сторен тежок сообраќаен прекршок, некои тетовски возачи пак седнуваат зад волан. Имено откако биле казнети затоа што ги прекршиле правилата во сообраќајот, тие свесно и покрај забраната повторно управуваат возило низ тетовските улици и патишта. Како што покажуваат и податоците на секторот за внатрешни работи Тетова, во текот на 2016 година, полициските службеници на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово времено одзеле 13 возачки дозволи, а во истиот период откриле и 43 возачи кои ги управувале возилата и покрај судски изречената и важечка забрана. Најчестата причина за одземените возачки дозволи била управување возило под дејство на алкохол, но и пребрзо возење. Дека сообраќајната култура не е јака страна на тетовските возачи, ни потврдија и граѓаните кои ги анкетиравме, ни се пожалија на непочитување на сообраќајните правила и прописи од страна на одредени возачи, а најмногу на пребрзо возење по тетовските улици. Има млади деца кои што сакаат да прават чалами со колата. Некои воза и без возачки дозволи. И ако не внимавате, може само да настрадате. Има тоа. Има и доста паметни возачи кои што почитуваат предност на пешачки премини и така натаму. Али, за жал, има многу младина кои што воза пребрзо, не внимаваа на ништо, не даваа предност. И така, тоа е реалноста во Тетово. Се вози брзо и не се поштува никои прописи. Најголеми проблеми се таксистите, комбињата. Се вози.
Остай што се вози, па паркирани аутава, не можеме да пројдемо. Дали сметате дека овде во градот брзо се вози? Превише. Ово не знам како власти ова. Ова треба да спите да му се жева дозволата. Да спите. Прво све са фалсификат земани. Друго возат без вере. Ама имат познато, имат луѓе кои ќе опуште заска, ќе опуште другиот, третиот. И тоа со пријатели иде. И затоа не може да бидам никогаш ми е држава, како што треба. Во населено место каде максималната дозволена брзина е 50 км на час, 20 евра е глобата за возач кој вози со брзина за 10 км повеќе од пропишаната или можат да му се впишат 10 негативни бода. Над 50 км повеќе од пропишаното глобата е 500 евра или 65 негативни бода. Без разлика дали возачот ќе реши да ја плати глобата или да впише негативни поени, за него започнува постапка пред надлежен орган за забрана за управување со возило во период од 6 до 12 месеци. Судските забрани за управување возило се изрекуваат на барање на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово за така наречените потешки сообраќајни прекршоци согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Инаку доколку возач биде откриен дека го управува возилото со забрана за управување, ќе се соочи со поднесок и глоба од 500 евра во денарска противредност или со впишување на 65 негативни бодови во неговата возачка книшка. Покрај тоа повторно ќе му биде изготвен поднесок за забрана од 6 месеци до 1 година за управување на возило. 4 сообраќајни незгоди регистрирала тетовската полиција. Епилогот е 3 повредени лица и причината материјална штета. На улица Пробиштипска во Тетово во близина на џамијата вчера вечер околу 21 часот се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко возило БМВ со тетовски регистарски таблици управувано од 22 годишен тетовец и 39 годишен пешак, исто така од Тетово. Во незгодата односно од удирањето тетовката добила тешки телесни повреди, скршеница на десна нога, колено. И со истото возило пренесена е во Тетовската клиничка болница. По укажаната помош повредената е пуштена на домашно лекување. Извршен е увид и се утврдува причината за несреќата, околностите и другите поединости. СВР Тетово бележи уште 2 сообраќајни незгоди. Имено вчера околу 11 часот на улицата Видое Смилевски Батов во Тетово, патничко возило Мерцедес со тетовски таблици управувано од 52 годишникот Теново, најверојатно поради неприлагодена брзина загубило контрола, излетало од коловоз и удрило во метален електричен столб и украсно дрво. Возачот кој бил сам во возилото поминал без повреди, а причината е материјална штета која се проценува на 50.000 денари. Поради неприлагодена брзина исто така вчера попладне околу 18 часот на автопатот Скопје Тетово Гостивар, на излезот кон Гостивар, патничко возило Опел Астра со тетовски таблици, што го управувал 48 годишникот Брвеница, излетало од коловоз и завршило над металната заштитна ограда. Нема повредени од излетувањето и причината е само материјална штета која се проценува на 30.000 денари. Денеска околу 9 часот на автопатот Тетово Гостивар на наплатната рампа Тетово се случила сообраќајна незгода во која учествувале 3 патнички возила. БМВ со тетовски регистарски таблици управувано од 25 годишникот Боговиње, Мерцедес исто така со тетовски таблици што го управувал 52 годишникот Пирок и Поло со гостиварски таблици управувано од 30 годишна гостиварка. Во судирот возачот на Мерцедесот и со патничката од БМВ-то задобиле телесни повреди и со возило на брза помош пренесени се во Тетовската клиничка болница. По укажаната помош возачот е пуштен, додека со патничката задржана е за натамошна обсервација и лекување. При судирот исто така оштетена и кабината број 7 на наплатната рампа. По овластување на јавен обвинител увид извршила екипа на СВР Тетово. Се утврдува причината за незгодата, околностите во кои се случила и се друго. Првично причина е неприлагодена брзина, а вкупната материјална штета се проценува на 200.000 денари. Од СВР Тетово информираат за неколку случувања во текот на изминатото деноноќие. 17 годишен ученик во Тетовско средно училиште заедно со неговиот татко вчера околу 15 часот и 30 минути пријавиле насилство што дента околу 11 часот и 30 минути во дворот на училиштето го извршиле двајца други ученици од ова училиште. По вербалната расправија поради недоразбирање околу некоја девојка која започнала на клупата на која седеле на мал одмор, најпрво едниот, а потоа и другиот се нафрлиле на пријавителот, удирајќи го со тупаници по главата и лицето, при што му нанеле видливи повреди.
пръсти, а му скршиле и 2 заба. Реагирале од службата за обезбедување и ги разделиле. Повредениот ученик се упатил во Тетовската клиничка болница за укажување помош и за утврдување на видот и карактерот на повредите, кои му се фотодокументирани. Се преземаат активности за целосно расчистување на случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок. Од СВР Тетово информираат за уште еден настан. Имено двајца вработени во фирма во Тетово на возраст од 52 и 41 година вчера околу 11 часот пријавиле дека еден час пред тоа на улицата 146 во Тетово биле спречени во вршење на службено действие од 34 годишен тетовец. Тие со работен налог планирале да го заменат неисправниот мерен уред пред неговата куќа, но тој не им дозволил, го скршил новиот уред пред да биде поставен на тоа место, ги навредувал, им се заканувал и на крајот зел токмак и почнал да трча кон нивното возило, со кое веднаш се оддалечиле. Пријавениот набрзо е повикан, разговарано е со него и потоа е пуштен. Се расветлува случајот и ќе следува поднесок. Од Тетовската полиција и информацијата дека 37-годишникот Мерово вчера околу 11 часот и 20 минути бил пронајден обесен на дрво во непосредна близина на селото, каде бил паркиран и неговиот автомобил. Го пронашол близок роднина. Јавен обвинител, екипа од секторот за внатрешни работи Тетово и лекар по судска медицина извршиле комплетен увид. Фотодокументирано е местото, а по наредба на јавниот обвинител безживотното тело предадено е за обдукција. Се расветлуваат сите поединости поврзани со случајот. Минатата година полицијата спровела 24 акцијски контроли во угостителски објекти. Во нив биле затекнати 68 женски лица, кои работеле како пејачки или танчерки. Покрај ова откриени се и 143 економски емигранти. 24 акцијски контроли во угостителски објекти спроведени се минатата година, односно 3 повеќе споредено со 2015-та, во рамките на континуираните активности што ги реализира секторот за внатрешни работи Тетово за откривање и законско санкционирање на странски државјани кои непријавено престојуваат или работат на подрачјето и за кои постои сомнение за нивна евентуална инволвираност во трговија со луѓе и други криминални активности. Во овие контроли биле откриени, односно затекнати 68 странски државјанки, кои најчесто го злоупотребиле туристичкиот престој и престојувале спротивно на целта. Најмногу од нив 36 биле од Република Албанија, 16 од Србија, по 6 од Бугарија и од Косово, 2 од Босна и Херцеговина и по 1 од Црна Гора и Словенија. Станува збор за женски лица на возраст од 19 до 40 години, кои во објектите ги забавувале гостите со пеење или танцување и кои по откривањето и приведувањето предадени се за натамошна постапка на одсекот за прекуграничен криминал, миграции, странци и реадмисија. Најголемиот број од нив веднаш се депортирани во нивните матични земји, откако им се изречени судски забрани за влез во нашата земја и известни парични глоби. Покрај ова, минатата година биле откриени 143 така наречени економски емигранти, односно надничари, исто така странци. Меѓу нив најбројни се од соседна Албанија, 127 лица, 13 од Косово и по 1 од Србија, Хрватска и Турција. И тие најчесто не го пријавиле нивниот престој на подрачјето. Некои не поседувале никакви документи, некои легално влегле во земјава и потоа работеле. Претежно во селата, градежни полски работи и слично, за дневници пониски од оние на домашната берза на трудот. По приведувањето и тие се соочиле со законски предвиденото и со депортација во земјите од кои што дошле, обично напролет или во текот на летните месеци. Нема опасност од излевање на реките, но можно е заезерување на дел од помалите реки и водотеците, иако водостојот секојдневно се покачува, тврдат од Центарот за управување со кризи, откаде што информираат и дека единиците на локалната самоуправа се предупредени да ја следат состојбата и навреме да реагираат. Според информациите од Управата за хидрометеоролошки работи, најголемо покачување на нивото на водата во речните корита има на реките Вардар, Радика, Треска, Сатеска, Црна река и Брегалница.
а на другите реки има благо покачување на нивото на водата. Врнежите од дожд влијаат на топењето на снегот, а тоа го зголемува нивото на водата во водотеците. Центарот за управување со кризи писмено ги информирал единиците на локалните самоуправи навреме да преземат мерки за да не дојде до излевање на реките и штети врз имотите и посевите на граѓаните во близина на речните корита. Активирани се и кризните штабови. Сириската влада извршила убиства на 13.000 луѓе со масовни бесења и систематска тортура во војниот затвор во близина на Дамаск, објави Amnesty International во најновиот извештај. Amnesty ги документира екзекуциите помеѓу 2011 и 2015 година и наведе дека тие неверојатно се уште се прават. Организацијата побара истрага на Обединетите нации за овие убиства. Amnesty наведува дека 20 до 50 лица биле бесени секоја недела во затворот Седнаја, наречена Кланица. Меѓу 5.000 и 13.000 луѓе биле екзекутирани во затворот по бунтот во Сирија кој се претвори во граѓанска војна, се вели во извештајот. Поранешниот председател на Франција Николас Саркози треба да седне на обвинителна клупа во судски процес против него за нелегално финансирање на неговата изборна кампања во 2012 година. Саркози се соочува со обвинение дека неговата партија ги фалсификувала сметките за да сокрие 22,5 милиони евра од трошоците за кампањата за председателските избори во 2012 година. Поранешниот француски председател неколку пати претходно изјави дека наводно не знаел за прекумерното трошење. Израелските пратеници го усвоија контроверзниот закон за легализација на експроприација на земјиште во приватно палестинско сопствеништво на Западниот брег. Врз основа на овој закон, ретроактивно ќе бидат легализирани неколку илјади еврејски домови, изградени на приватно палестинско земјиште, а на сопствениците ќе им биде дадена парична компензација или алтернативно земјиште. Законот предизвика остра осуда од опозицијската Ационистичка унија на левиот центар со предупредување дека поради него Израел може да се најде пред Меѓународниот кривичен суд во Хаг. Во населбите на Западниот брег и во Источен Ерусалим живеат околу 600.000 еврејски доселеници. Во париското предградие Сендени избиле нереди и протести поради сексуалното злоставување на 22-годишен црнец, кого 4 полицајци го нападнале за време на рутинската проверка на идентитетот. Сцените од запалени автомобили, скршени излози и интервенции на вооружени полицајци доминираат на улиците на ова предградие, на кои луѓето го изразуваат својот гнев поради инцидентот во кој бил претепано едно момче, идентификувано само како Тео, а потоа полицајецот наводно го силувал и со палка. Транспаренти на кои пишува правда за Тео и графити против полициската бруталност има низ целото подрачје. Председателот на Романија Клаус Јоханис денес конечно се одважи и обвини владата на социјалдемократите за кризата во земјата. Оставката на еден министер е премалку и предвремени избори би биле во оваа фаза премногу. Тоа е просторот за можно маневрирање, изјави пред парламентот Јоханис. Романија има потреба од силна влада, не таква која срамежливо исполнува партиски наредби. Романија има потреба од влада која ќе управува транспарентно, очекувано, неноќе и тајно, категоричен беше председателот на земјата. Денес имавме умерено облачно и нестабилно време на места со врнежи од дожд и ветровито. Утринските температури се движеа од -2 до 4 степени, а дневните од 4 до 11 степени. Утре не очекува умерено облачно и магливо време, наместа со врнежи од дожд. Утринските температури ќе се движат од -3 до 4 степени, а дневните од 4 до 12 степени. Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на регионалните вести. Останете и понатаму со нашите програмски содржини. Од мене пријатно.